Почитувани, добра вечер. Во вечерашната емисија Визави споруваме со градоначалникот на општина Дојран, господинот Анго Ангов, на теми поврзани со работата на општина Дојран, но и функционирањето на самото Дојранско езеро во услови кога градот и целата населба се подготвува за уште една туристичка сезона. Каква е состојбата? Дали имаме еколошка закана по езерото и за сите проекти кои што се реализираат? Ќе разговараме со господинот Ангов. Добра вечер, добре дојдовте. Добра вечер и добро ве најдовме. Благодарам на поканата. Так. Господин Ангов, бивте во Министерството за животна средина и просторно планирање, имавте средба со новата министерка Шукова. Кои беа темите на разговор, бидејќи таа веќе во неколку наврати го спомнуваше Доранското езеро и потребата од функционирање на хидросистемот Ќавото? Како и секогаш, во Министерство за животна средина главен приоритет и главна тема на разговор е секогаш Доранското езеро и неговата заштита. Прв пат имавме состанок со новата министерка, меѓутоа таа секако дека е запозната со сите постапки и процедури, сето она што се спрема, бидејќи беше државен секретар на Министерството и беше запознаена и помагаше доста во овие процеси. Сега се надевам дека со новата позиција ќе имаме уште подобра соработка. Тоа сами и го најавивме уште вчера на состанокот, бидејќи еден од во наредните 2 до 3 години, колку ќе биде нејзиниот мандат, се надеваме повеќе, ќе работиме пред се во заштита на езерото и да ги средиме сите оние неопходни работи за негова заштита. Што треба да се направи за заштита на Доранското езеро, што е приоритет, односно работа која што треба да ја направиме за заштита на езерото е секако колекторскиот систем и прочистителната станица. За истата најавивме веќе од поодамна дека се обезбедени средствата. Голем дел туку средствата кои што се обезбедени од владата и од Министерството за животна се веќе легнати на наменска сметка во општина Дојран и истите ќе треба да се искористат за нова прочистителна, ќе напоменам, не реконструкција на старата, туку изградба на нова прочистителна станица и санација на колекторскиот систем, за кој постои веќе направени снимки, оштетување кои што треба да се санираат. Така да веќе сме во завршна фаза и прва фаза која што ќе отпочне со реализација токму санацијата на колекторскиот систем. Со тоа ќе спречиме дополнителни загадувања на езерото и ќе го ставиме во функција колекторскиот систем. Кога ќе биде ставен во функција? Мислам дека тоа ќе биде најбрзо завршено. Се надевам дека во текот на 2023 година ќе биде целосно завршен, бидејќи се работи за голема траса, голема должина, и се очекува целиот тој процес да биде затворен и решен еднаш за секогаш. Додека прочистителната станица во тек е оформување на урбанистички план и проект. Проектот за самата нова прочистителна станица е веќе готов. Ги имаме пресметките, меѓутоа чекаме на решавање на имотноправните проблеми, кои што ни се со децении веќе на тој дел проблем, односно и постоечката прочистителна станица се наоѓа на земјиште кое што не е сопственост ниту на Република Македонија, ниту пак на општина Дојран, туку е приватна сопственост на одредени поединци. Сега во овој момент со експроприација го решаваме и тој проблем за еднаш за секогаш да ги немаме тие. На само 2 месеци сме од почетокот на туристичката сезона. Дали и оваа сезона ќе имаме функционирање на колекторот и на постоечката пречистителна станица или ќе биде оставена така? Не, сега Општина Дојран и лани функционираше колекторскиот систем и прочистителна станица, меѓутоа сега со новиот проект сакаме да направиме пречистителна станица со поголем капацитет и секако... Ќе работи ли оваа во меѓувреме? Да, ќе работи, таа се останува и ќе работи, ќе функционира и ќе биде на некој начин како дополнителна пречистителна станица, додека новата ќе биде со поголем капацитет и ќе се направи на некој начин функционирање на капацитет колку што е во моментот потребен, бидејќи знаете дека Дојран е туристичка дестинација и дека постојано се шири.
ни е потребно многу повеќе, Пре- со поголем капацитет. Предвидува ли оваа нова пречистителна станица развој на Дојран со оглед колкав е интересот да. и постојано се шири? Таа е димензионирана согласно потребите и согласно новите градби кои што се прават. Правиме напори сето ова да биде завршено што е можно побрзо, бидејќи веќе одредени градби почнуваат да се ставаат во употреба и секако дека што е можно побрзо ни треба функционална пречистителна станица со поголем капацитет и функционален колекторски систем. Мене ме радува фактот што освен средствата што ги обезбедивме од владата, за кои што секако морам да изразам голема благодарност и за разбирањето на овој проблем кој што не мачеше со години. Исто така добивме проекти од Словенечка амбасада токму за истата намена. Средства кои што се во вредност од некои 1.400.000 евра, средства кои што ќе се искористат освен за новата пречистителна станица, ќе се градат две пречистителни мали станици во селата Црничани и Фурка и целосно нова канализациона мрежа во село Црничани. Така. Целата мрежа ќе се постави. 1.400.000 само од словенечката амбасада. Колку се средствата кои што ги имате во моментов на располагање од македонската влада? Од македонската влада имаме некаде 135 милиони денари кои што се веќе легнати на наменска сметка на општина Дојран. И истите ќе се искористат за распишување на тендери за колекторскиот систем и за изградбата на таа нова пречистителна станица. Така, спомнав на почетокот дека министерката за животна средина го спомна хидросистемот Габото и неговата важност, но и тоа дека речиси една година тој не функционира. Како се одразува на Дојранското езеро тоа? Ние и без тоа имавме проблеми со водостојот на Дојранското езеро, односно ја надминуваше и таа максимална кота и правеше проблеми на одредени делови од патеката. Сега во овој момент е стабилизирана ситуацијата и јас во повеќе наврати сум напоменал дека тој хидросистем мора да биде во функција. Мора да се става за потребите на Дојранското езеро во периодите кога е летната сезона и овде некаде околу мај месец, да кажеме, затоа што тогаш се губи поголема количина на вода од испарување, од сушите кои што се во тој период. И мислам дека според моје видување, како што се разговараше на состанокот, е дека од мај до септември би требало да функционира тој хидросистем. И постојано да биде во кондиција затоа што не знаеме што носат временските услови, дали носат сушни периоди, дали ќе има потреба од дополнителни количини. Она што е најбитно и што се разговараше на состанокот, се отвори темата за отварање на диалог помеѓу двете страни, односно македонската и грчката страна, затоа што грижата за езерото треба да биде обострана, не само од нашата страна, туку треба да таа. Пред една година имаше подпишано меморандум за соработка на повисоко ниво, односно помеѓу Министерството за надворешни работи и Министерството за животна, токму за Дојранското езеро, односно отварање на преговори за начинот на справување со кризите и со управувањето на Дојранското езеро. Така да мислам дека на добар пат сме заеднички да почнеме да ги решаваме тие проблеми, бидејќи навистина и од другата страна треба да се потрудат малку повеќе околу заштитата на езерото. Какво е моментов нивното реагирање? Има ли, не знам, интерес за Дојранското езеро од грчка страна? Нема толку интерес, меѓутоа секако дека подпишаниот меморандум за соработка треба да се испочитува и дека набрзо ќе започнеме некои заеднички проекти, односно и не само помеѓу општините кои што граничат во овој момент, туку и помеѓу двете влади ќе се направи поголема соработка и заеднички проект кој што на некој начин ќе ја докаже и добрососедската политика во кој што во овој момент функционира. Така да јас сум оптимист и мислам дека конечно после толку години, толку децени навистина е ставен проблемот со Дојранското езеро и неговиот екосистем, биодиверзитет на маса и се решаваат клучни проблеми, како што е пречистителната станица, колекторскиот систем, направени се многу испитувања, направени се анализи и студии, така што во моментов ние сме потполно спремни и знаеме што точно треба да се работи околу заштитата на езерото. Така, ќе позборуваме за овој, ќе позборуваме за овој проблем, меѓутоа дали хидросистемот е во добра кондиција, имате ли информации, зборувавте ли со министерката, бидејќи постојано имаше реакции дека се крадат делови, дека се демолира системот во услови кога тој не работи. Министерката напомена дека во моментов таа има информации дека е во функција, треба да се
провери нормално дека пред пуштање во употреба треба повторно да се провери, да се санираат одредени делови кои што имале проблеми. Знаеме дека имаше проблеми и со дивите приклучоци, Така. кои што го мачеа министерството, немаше начин како тоа да се реши, Но и се уште нема начин со Се оглед уште дека нема. е под нивно управување. Секако треба Зборувавте ли, вие имавте разговараме. иницијатива, односно имавте волја да се преземе, например, помеѓу двете општини Богданци и Дојран. Стои ли тоа како опција или невозможно е да се управува? Постоеше на почетокот јавно предпријатие кое што за жал поради високите трошоци за електрична енергија пропадна тоа јавно предпријатие и затоа Министерството за животна средина го презеде во 2011-12 година, мислам. Тоа беше единствен начин за да почне да повторно да функционира хидросистемот. Голем проблем се на некој начин само издатоците за електрична енергија. Има начини за решавање, не тоа со поставување на фотоволтаици, сега се прават проекти буквално за поставување на секаде такви фотоволтаици кои што ќе донесат заштеда на електрична енергија. Така да мислам доколку се сака може да се надмине тој проблем и после по решавањето на сите вие клучни прашања да видиме како ќе се направи тоа. Имаше разговори дури да потпадне и под колекторски системи Охрид, предпријатие јавно кое што е формирано пак од државата, но за решавање на проблемот со колекторскиот систем во Охрид. Така да дали ќе биде ново, дали некој е постоечко, битно мора да се реши тој проблем и да почне да функционира, не само што ќе го снабдува Дојранското езеро со вода, туку и да се користи за водоснабдување како што и беше првично намената. Така, да се навратиме сега на моментот состојбата на Дојранското езеро. Велите се прават постојано испитувања и постојано сте во конфронтација со некои други лаборатории и истражувања кои што се прават. Еве минатата година реагиравте кога ја извадија водата во Дојранското езеро некаде четврта, па имаше ситуации во пета категорија. Ајде да разјасниме што се случува со Дојранското езеро и дали имаме критични периоди во текот на летото. Вака да, има постојано се вршат испитувања независни лаборатории. Меѓутоа, не сум јас стручен од таа област, меѓутоа она што го слушам од експертите од таа област е дека езерото според микробиолошките анализи, според анализите кои што кажуваат дали е дозволено капење или не, секогаш е втора категорија според квалитетот на водата, според матност е четврта и пета. Тука се прават оние шпекулации кои што доведуваат до заблуда кај луѓето, дека водата е со четврта, петта категорија, а можам да напоменам дека Дојранското езеро по матност е таа категорија заради тоа што во летниот период доаѓа до цветење на алгите, зелена е водата. Дојранското езеро по природа е помало езеро и самата вода е потопла по природа. Така што прави реакции од самата бујна вегетација која што се наоѓа во езерото, меѓутоа таа не е толку штетна. Она што докажуваат експертите и сите испитувања дека првично нешто што мора да го решиме и да ја спречиме таа бујна вегетација да расте е санацијата на колекторскиот систем и прочистителната. Таа е причинител за сите тие треви кои што се појавуваат во Дојранското езеро, сето она што прави проблем во Дојранското езеро. Меѓутоа, направени се сите анализи, направена е студија, во моментот се работат и студијата за валоризација и менеджмент планот за управување, во завршна фаза се, така да благодарно се и до соработката до Милија ЕУ Контакт, кои што навистина ни помагаат со нивната стручност и експертите кои што се во нивниот тим. И навистина сме благодарни за тоа што веќе сме спремни и знаеме точно што се случува и како да ги спречиме тие загадувачи. По спречувањето на загадувањето од човечките фактори кои што ги напоменуваме и кои што се најголеми во овој момент, мислам дека ќе го решиме и проблемот и подоцна може да работиме на уште поголемо подобрување на квалитетот на Дојранското езеро и се надевам дека еден ден ќе добиеме вода со квалитет од прва категорија. Така. Зборувавме минатата година дека клучен е пловниот багер или багерот кој што функционираше на вода за расчистување на крајбрежјето и справување со дел од вегетацијата која што има, особено и за расчистување на плажите. Во функција ли е, дали ја оправда својата намена? Така да, багерот се користи, меѓутоа багерот претежно го користиме за местата кај што се плажите. Во тие делови расчистуваме колку што е можно, меѓутоа се работи за поголема површина
и секако дека првите години е потешко да се пристигне. Со расчистувањето веќе се надевам дека барем плажите каде што се наоѓаат успеваме доволно да ги расчистиме тие треви и бујна вегетација и да овозможиме на луѓето посебно да се капат. Меѓутоа имаме правила и со неговото користење. Знаете дека Доранското езеро е заштитено и дека ние мораме да ги запазуваме тие правила, односно трската не е дозволена за сечење, освен со посебна дозвола од Министерството за животна средина. Така да мораме и одредени работи, одредени живеалишта кои што се за подводниот свет да ги запазуваме и да не направиме некои поголеми проблеми. Инаку, она што се однесува до расчистување на местата каде што се наоѓаат плажите, го работиме посебно во текот на летната сезона и предлетната сезона. Така што мислам дека е оправда колку толку улогата и намената за која што беше земена. Инаку морам да кажам дека багерот на вода е купен со средства обезбедени од Европската унија, затоа што и самата Европска унија наложува да се грижиме за животната средина и секако дека Дојран е влезен и во проектот за Натура 2000, кој што ќе биде како услов за исполнување на условията за влез во Европската унија од аспект на животната средина. Ги планиравте отварањето на јавното предпријатие за паркингот, но и управувањето со туристичките локалитети. До каде сме со оваа идеја и дали ќе имаме нови паркинг места во пресрет на новата туристичка сезона? Секако дека веќе сме зборувале за оваа тема и можам да кажам дека ова предпријатие почна веќе да функционира. Преку повеќе проекти обезбедивме и дополнителни содржини кои што ќе бидат ставени во функција на новото предпријатие. Како прва и основна функција е секако паркинг просторот, каде што ќе почне да функционира од некаде почетокот на мај. Се прават завршни постапки, објавување на тендерски постапки за ангажирање на софтвер, односно за ангажирање на фирми кои ќе го инсталираат софтверот за паркинг места. Се прават подготовки на локалитетите, се расчистуваат велосипедските патеки во моментов, се поставуваат летниковци, се расчистуваат одредени бунгери, така што со полна парија се спремаме да можеме барем пред летната сезона да почне да функционират и првите тури. Ако не летната сезона, со турите да почнеме некаде од септември, кога ќе почнат и учениците, бидејќи тие тури најмногу ќе се користат и од страна на средношколците, студентите кои што ќе доаѓаат и ќе бидат посетители во Дојран надвор од летната сезона. Истите проекти планираме да ги промовираме и надвор од нашата држава, како во соседна Република Бугарија, Србија. Целта на овие проекти и функционирањето на ова предпријатие е освен ставањето на ред и ставање во употреба на сите тие туристички локалитети што ги имаме, за да бидеме поатрактивни и надвор од летната сезона. Што е со капацитетите? Имаше обиди да се реставрираат дел од постоичките хотелски капацитети, имавме проблеми со изградба на новите парцели, се надминаали некои од проблемите кои што ги има инвеститорите или се уште се во фаза на чекање? Да, дел од хотелите веќе се реновираат и ќе бидат ставени, се надевам, до летната сезона. Тоа зависи од приватните инвеститори. Така. Додека оние парцели кои што ги продаваше општината за изградба на апартмани за времено сместување или станови за времено сместување, веќе дел се изградени, зголемени се фактички капацитетите и ме радува фактот што за прв пат во Дојран почнаа да купуваат и странци, почнаа да инвестираат и странци, затоа што две парцели се продадени на странска компанија, односно италијанци кои што ќе градат апартмани во Дојран, така да фактички Дојран почнува да станува интересен и за странските инвеститори. Тоа е добар факт и добар показател. И важен момент е да имате што повеќе сместувачки капацитети со оглед дека сакате да привлекувате гости. Меѓутоа и ние како општина мораме да ги следиме тие трендови, затоа се трудиме што е можно побрзо да изградиме нова пречистителна, што е можно да се санира, побрзо да се санира колекторскиот систем. Водата исто така кој што беше клучен проблем ја решаваме затоа што веќе е направена бушетината, останува поврзувањето во постоечкиот систем за водоснабдување. Направиме во моментов и поголем проект за нови резервоари, нови цевководи, така што мислам дека го следиме тој тренд на инвестирање во Дојран и мораме да го следиме, бидејќи Дојран во последните 2 години многу забрзано и се гради и се развива, што ме радува, тоа е показател
и за буџетот кој што во моментов го имаме, раздвижувањата кои што се случуваат. Можам да напоменам дека данокот на промет забрзано расте, од година на година е се поголем и тоа само го покажува обртот на средства кои што се вртат во Дојран, а со тоа се јакне и општината, и општинската администрација, општинските капацитети и навистина се движиме во еден добар правец. Так. Што се објектите кои што се купија на самото крајбрежје во тој заштитниот појас од 50 метри, кои што граѓаните, односно инвеститорите, беа спречени да ги надоградуваат? Дали има некои отстапки во таа смисла или ќе мора да се прилагодат на сегашните? Токму затоа, кога зборуваме за студијата за валоризација, луѓето си мислат овде пак се прават некои испитувања, некои студии, само тоа се работи и се работи. Меѓутоа, еве токму на вчерашниот состанок во Министерството за животна средина, една од главните теми беше токму студијата за валоризација, која што е услов и за урбанистичкиот план. Така. Таа ги дефинира правилата на однесување, правилата на градби, начинот на кој ќе може да се гради, во кои делови може да се гради, во која е строга забрана. Фактички го зонираме крајбрежјето на Дојранското езеро, на местата каде што се критични, не дозволуваме градби, местата каде што веќе е развиено се дозволува градби, меѓутоа со претходни согласности од Министерството за животна средина, од експертите кои што ќе бидат ангажирани. Самата студија е изработена од експерти, самите тие укажуваат на кои места нема дозволени градби. Имаме строги забрани за никакво движење во одредени делови од крајбрежјето на Дојранското езеро. Кои се тие делови? Па, еве, например, делот од Николич па до Топлец е строга забрана. Така. Таму ќе не може никогаш ништо да се гради, затоа што според експертите се наоѓа најголем број од мрстелиштата, од деловите каде што подземниот, односно селата флора и фауна е заштитена и е докажано дека тие делови не може се исклучително важни за езерото. Не може да се оптеретуваат со било какви градби или загадувања, дополнителни загадувања. Исто така, делот измеѓу Нов и Стар Дојран е повторно ставен како место кое што во тој заштитен појас ќе не може ништо да се гради. Така да, зоните кои што можам да напоменам веќе постојат одредени градби во заштитениот појас, односно во појасот од 50 метри, ќе може да се надоградуваат, ама со строги правила кои што ги укажува во самата студија за валоризација. Затоа е многу битно да се донесе студијата за валоризација и менаџмент планот за управување. Колку време би ви било потребно за овие документи? Овие се готови документи веќе, спремни се. Прв процес е поминувањето на студијата за валоризација. Поднесена беше вратена од Министерството за животна средина заради корекција на одредени работи. Затоа бевме вчера на состанок, ги увидовме тие забелешки, знаеме што треба да се коригира и мислам дека наредното предавање веќе на студијата за валоризација ќе помине. Таа е па услов за да помине менаџмент планот за управување и со тие два документа веќе Дојранското езеро, односно како заштитено подрачје од 2011 година, ќе ги добие двата најбитни документа со кои што заштитата ќе се стави на хартија и ќе се знаат строги правила. Ниту градоначалникот, ниту општинската администрација ќе може да прави било што ќе посака, доколку во самата студија е определено поинаку. Поинаку, така. Секоја година еден од најголемите предизвици за општина Дојран е менаџирањето на отпадот за време на туристичката сезона. Се обидувавте со повеќе модели на справување со овој проблем, затоа што има многу гости, многу отпад се создава. Како ќе биде оваа година? Имате ли некој рецепт кој што веќе е проверен? Како што го напоменавме и новото јавно предпријатие, се планираат поголеми редарски служби, за да се стави навистина ред, бидејќи мораме и нивото на културата да ја подигнеме, затоа што навистина не може да постои место кај што треба да се фрли отпадот, а да се остава на самата плажа. Подоцна самото комунално предпријатие или другите служби да го рачистуваат отпад. Туку треба навистина да се подигне и нивото на култура кај самиот народ кој што доаѓа, но и поголема подготвеност од страна на предпријатијата. Знаеме дека комуналното предпријатие навистина ние на некој начин како рак рана, бидејќи години наназад се мачи со долгови, со финансиски проблеми, е спречен да ангажира дополнителен број на луѓе кои што ќе се грижат барем во летната сезона, бидејќи нема начин на исплата, но тоа веќе ќе го правиме или преку новото предпријатие или со тоа што ангажираме дополнителна фирма за одржување косење барем во централниот дел на подрачјето.
лани тоа се покаже како добро и исплатливо решение, бидејќи навистина јас сум задоволен од тоа како фирмата ги извршуваше барем основните работи, односно косењето, расчистувањето на централниот дел од Подбрачите. И ни беа од голема помош. Така да оваа година ќе продолжиме и со тоа, меѓутоа ќе ги зголемиме и радарските служби, ќе ги зголемиме и контролите, ќе се стави поголем ред и со паркинг местата и паркинг просторот. Морам да напоменам, можеби ќе најде на негативни реакции кај одредени, бидејќи ќе се воведе паркинг. Постоеше и пред тоа паркинг, наплата на паркинг, меѓутоа сега ќе се воспостави добар ред и добра дисциплина. Ќе остане паркингот гранит, слободен паркинг. Сакаме гужвата која што ни доаѓа за време на летната сезона, да ја отстраниме и да биде надвор од самиот град, а постои поврзаност со патеката, така што лесно може да се дојде и до градската плажа, до плажата Stage Beach. Така. Оставата, значи, резервна варијанта за резервна граѓаните. варијанта, тоа е со цел да се растерети гужвата во самото централно подрачје. Другите делови ќе бидат со наплата и со ставање на посемен ред, за да се спречи тој сообраќајен хаос кој што ни се случува во летниот период. Така да мислам дека со подобра организација, со повеќе луѓе ќе почнеме полека да ги ставаме работите во ред. Задоволни ли сте од концесионерите, од луѓето кои што менаџираа со плажите во Дојран, тоа како се грижеа за крајбрежјето, за приемот на гостите? Ќе има ли некои измени во оваа тековна сезона? Генерално да, измена е тоа што Општина Дојран заедно со европски фондови кои што успеавме да ги обезбедиме, односно со прекогранична соработка со Република Грција, имаме обезбедено некои си 250.000 евра кои што во моментов се работат и се расчистува крајбрежјето од плажата Фуктак па се до граничниот премин. Таму добиваме една плажа во должина од околу километар, ајде да кажеме, отприлика, која што ќе биде слободна плажа и ќе можат посетителите слободно да ја користат, така што ги зголемуваме и просторот и капацитетите за дополнителен број на посетители. Тие делови полека со одредени средства почнувавме да ги средуваме, ја отстранувавме и патеката. Сега продолжуваме со изградба на нови песочни плажи, а со Што е со Николич? Плажата во Николич, една од поатрактивните, меѓутоа минатата година не беше во функција. Таму имаме проблем со концесионерите, односно старите концесионери веќе се откажуваат и треба да во рокот некој една недела мислам дека ќе се распише нова тендерска постапка, односно нова лицитација за земање на таа плажа и мислам дека има заинтересирани и пак ќе биде ставена во функција самата плажа. Така. Градоначалник, за заокружување на овој разговор да ги информираме граѓаните дали би имало нови парцели кои што ќе бидат понудени со оглед дека Дојран станува атрактивен за инвеститорите. Нови парцели. Викенд населби можеби. Нови парцели во моментов не се планирани за продажба затоа што и во самиот и досега се градат доста, меѓутоа и не сме спремни поради урбанистичките планови. Чекаме да помине урбанистичкиот план во Нов Дојран, чекаме да помине урбанистичкиот план во Стар Дојран за да добиеме и нови парцели. Меѓутоа, мислам дека не треба да брзаме премногу со издавањето на нови парцели, со издавањето на нови одобренија за градба, затоа што треба тоа да се прави постепено и во тренд со инвестициите од страна на општината, односно како што напоменав, изградбата на дополнителни количини на вода, односно резервоари, водоснабдителни системи, колекторскиот систем, пречистителната станица, па подоцно да продолжиме со издавањето на нови плацеви, нови одобренија за градба. Така што, мислам, не треба да бидеме лакоми, да се брзаме со приливот на средства, од друга страна да трпи и веќе постоечкото локално население и сите оние кои што имаат викендици во Дојран. Така, ви благодарам многу на разговорот, па се гледаме во следна прилика некаде пред почетокот на туристичката сезона. Благодарам и на вас на поканата. Секогаш ми е драго кога ќе бидам поканет во вашата телевизија. Се надам ќе се видиме повторно. Така. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер.